Здраво! Добре дојдовте на третото издание Разговори во вторник. Денес зборуваме за два многу важни нерви. Нервус вагус и фацијален нерв. Тие двата нерви се двигатели на нашата мускулатура, мимика и глас. А оштетувањето кај еден од овие два нерви може да промени. Што е фацијален нерв? Фацијалниот нерв е средниот черепен нерв кој што ги контролира мускулите на лицето. Одговара за секој израз, насмевка, плач, намигнување, ги контролира вегите, усните и очите и делумно учествува во чувството на вкус на врвот на јазикот. Оштетувањето на фацијалниот нерв може да доведе до ослабување на едната страна на лицето и ја прави слаба и неподвижна, со тоа и дополнително влијае на секојдневните функции и изразување. Нервус вагус е 10-тиот черепен нерв или уште наречен блуден нерв, кој што пак е главен регулатор на внатрешните органи, вклучително на срцето, белите дробови и дигестивниот систем. Покрај тоа, тој влие и на гласните жици, како и на диафрагмалното дишење. Нервус вагус ја одржува рамнотежата на вегетативниот нервен систем. Кога доаѓа до оштетување на нервус вагус, тоа може да предизвика проблеми со говорот, дишењето и гласот, гласните жици, што дополнително пак ја го отежнува самиот предизвик кој што постои нели од самиот фацијален нерв. Драги мои, нашето тело е сложен систем и нервите што го контролираат него се клучни за нашата комуникација со светот. Поради тоа и оваа комплементарност помеѓу нервус вагус и фацијалниот нерв. Зошто? Затоа што фацијалниот нерв, како што кажавме, ги контролира мускулите на нашето лице и тоа е всушност тоа што светот го гледа надвор, значи како светот нас не перцепира. Од другата страна, пак нервус вагус е нервот кој што прави еден внатрешен баланс. Тој е нашиот тивок човек и тој повеќе се грижи за нашиот внатрешен глас и внатрешните органи. На еден начин можеме така да го представиме. Фацијалниот нерв ја создава сликата на она што светот го гледа на лицето, вагусот е оној кој што го чува внатрешниот баланс и начинот на кој го користиме нашиот глас. Кај мене оштетувањето на централниот нервен систем доведе и до намалување на капацитетот на овие два нерви, на начин што ми отвори една цела нова патека, не само на физичко ниво, туку на едно многу поинакво, повисоко, кое што ме научи на еден начин да се слушам себе си и да ја разберам сопствената сила. Од сликата не може многу можеби да се види, меѓутоа оваа слика е непосредно после операцијата. Јас не може да го соберам своето чело, левото око воопшто не ми се затвораше, устата ми се наведна надолу и имав потешкотија при зборување и искрено првите 2/3 од јазикот не ми реагираа на вкус, буквално немав разлика на топло и на ладно, тоа едноставно исчезна. Не дека ме болеше, меѓутоа се чувствував во своето лице буквално како еден странец и секојдневни работи како изразување, јадење или едноставно изразување емоции беа поинакви. Почнав со едноставни вежби, правев вежби пред огледало, се мрштев, ширев ноздри, кривав веги, дував балон, јадев цврста храна, буквално правев се што е потребно за да можам да ги разработам мускулите на моето лице и да почнат да работат. Не стануваше збор само за фацијалниот нерв, значи јас имав проблем реално и со нервус вагус, на начин што тој допре до мојата диафрагма и гласни жици, поточно имав намален капацитет. Малку ми се отежна првите неколку месеци имав
отежнат говори тоа само за неколку согласки, не целосно. Ф, М и П ми беа малку потешки за изговарање. И за да го средам тој дел, работев малку повеќе на себе, на начин со медитација, со диафрагмално дишење, значи стабилизација на гласот и медитација. И беше потребно многу трпение, многу упорност и многу работа, не само за лицето, туку и за внатрешниот глас. Со време и со терапија, реално научив да се слушам себе си на еден сосема нов начин, затоа што почнав да учам да се приваќам. Токму тие нерви, фацијалниот и нервус вагус, мене ми покажаа дека моето тело е живо и ми покажаа колку нашиот мозок е моќен и колку можеме да промениме и да направиме самите. Ова не го зборувам затоа што е нешто лесно, туку затоа што беше и се уште е вистински дел од мене, а го зборувам затоа што може да биде дел и од некој друг кој сега во моментов може да не гледа. Фацијалниот нерв и нервус вагус не се само делови од телото. Тие се мостови помеѓу нас и светот, помеѓу внатрешното и надворешното. Доколку ти исто така се соочуваш со предизвици поврзани со овие нерви или некои слични, знај дека не си сама. Ние остануваме тука секој вторник да се поддржуваме, да учиме и да зборуваме. Се гледаме следната недела. Фала ви!